Со поддршка од европскиот проект, потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција, во чија имплементација е вклучена и Организацијата на потрошувачи на Македонија, заедно со партнерските организации од земјите на Европската Унија. Денеска во Кочани се одржа средба на која се дискутираше за проблемите на потрошувачите при купување енергетски ефикасни апарати за домаќинството, инвестирање во обновливи извори на енергија и особено потребата од соодветни субвенции заради заштеда на семејниот буџет и намалување на емисиите на штетните гасови. Много е битно, да се разбере дека ние сме тие кои што сме една моќна сила и кои што работиме, односно треба да работиме и да се грижиме за енергијата, за енергетската ефикасност, а исто така да го поттикнуваме бранот на обновливите извори на енергија и да разбереме што повеќе за обновливите извори на енергија. Од таа причина ја започнавме оваа кампања во повеќе општини, бевме во Битола, бевме во Охридеве, сега сме во Кочани, потоа имаме Струмица и така натаму, повеќе градови опфаќаме во 8 плански региони. Сакаме да дадеме на значение на улогата на нас сите како потрошувачи, зашто сите сме ние потрошувачи, нели? Без оглед на вера, религија, мислам, или било како да го кажеме тоа, без оглед на тоа каде работиме, во одредени сегменти од нашиот живот ние сме потрошувачи. Така да за сите нас е ова битно, особено од причина кога кога ќе бираме превозно средство или кога ќе бираме производи за нашиот дом, дали се енергетски ефикасни, дали не се, не само енергетски ефикасни, туку и квалитетни, односно да придонесат за намалување на штетните емисии на гасови во атмосферата. За потрошувачот во рамки на овој проект се предвидени едукација на потрошувачите, комуникација со нив, демонстрација на резултатите од проектот. Не знам колку сте запознаени, меѓу другото беше организирано и колективно купување на климатизери кај нас, инвертер клима уреди. Меѓутоа, сето тоа нормално треба да биде проследено со тоа колку се потрошувачите информирани за она што можат да го направат со цел да придонесат за заштеда на својот буџет, меѓутоа исто така истовремено и да придонесат кон почиста животна средина. За сметка на тој едукативниот дел е всушност и издавањето на овие тука 4 брошури кои денеска ги презентираме, како и овој зип магазин кој содржи дел од тоа, односно запознавање на потрошувачите како може да влијаат на својата енергетска потрошувачка, односно тоа се, како што сите знаеме, со мерките за енергетска ефикасност, можат да влијаат со примена на обновливи енергетски извори, нели со тоа директно учествуваат во намалувањето на емисиите на CO2, исто така треба да внимаваат и на своето транспортирање, нели, како дел од животот, затоа што истото е најголем загадувач на урбаните животни средини. На средбата беа презентирани 4 брошури кои се изработени на теми што придонесуваат за подигнување на знаењата за ефикасно користење на енергијата, чекорите до потрошувач производител, обновливи извори на енергија и одржлив транспорт.